На еден месец пред овогодишната жетва на пченицата, откупната цена се уште не е утврдена. Според Законот за земјоделие и рурален развој, Министерството за земјоделие е должно да утврди производни цени за јачменот и пшеницата како стратешки култури. Значи тоа мора да се направи подхитно. Врз основ на таа, методологија што објавува министерот и врз основ на тие утврдени, цени, производни цени, се утврдува и заштитна цена што е 25% над производна цена. До овој момент ни немаме утврдено, тие производни цени. Која е цената што производството на пченица за земјоделците е рентабилна? Секоја цена испод 20 денари, е чиста загуба и за јачмет и за пшеницата. Така да се што е под 20 денара, земјоделците ги води директно во загуба. Оваа жетвена сезона треба да донесе добар принос на пченица, кој не ги задоволува домашните потреби, поради што е потребен увоз, кој пак ги урива цените. Коминатата година имавме негде околу 180-190 илјади тона на пшеница, ова година може да се случи, или да ја задржиме таа количина, или да паднеме испод таа количина. Сега, ова година се случи еден добар, да речеме, принос ки имаме на пшеницата и на јачменот, што можеби ќе ги подобри овие бројки, да речеме, ама за жал, ако продолжи со ова ниска цена, со овие девалвирачки цени, мислам од голем број од полјоделци ќе се откажат од производство на пшеница и на јачмен. Македонија годишно има потреба повеќе од 300.000 тони пченица, а произведува само над 200.000. Остатокот од 100.000 тони увезуваме од Србија, Украина, но и земји надвор од Европа.